и ќе се дружиме во овие половина час. Ви подготвивме на вистина интересни теми, но прв наш гостин е токму Дејан Андоновиќ. Добар ден, Дејан, како си? Добро еве. Од интересните теми да фатиме нешто и од светот. Па да, еве денеска британската премиерка Тереза Меј во посета на Брисел. Тоа е вест која што е во фокусот на светските случувања. Која е целта на денешната посета на Меј во Брисел? Она што е поставено дека Брисел повторно и го одби Лондон, односно Брисел го ја одби барањето на Меј да има некакво поместување во договорот кој е потпишан помеѓу Лондон и Брисел околу излегувањето на Велика Британија од Европската Унија на 29 март. Тоа е постојано, стигна предмалку, значи повторно е одбиена, инаку Меј дојде денеска во Брисел во обид да преговара со европските представници околу можноста да се ревидира договорот за излегување на Британија од Европската Унија, особено оној дел околу така наречената ирска граница или како што го нарекуваат англичаните бекстоп. Постои ли можеби простор да се смени, да се договорат нешто, датум, услови? Датата е договорена на 29 март. Британците се обидуваат, односно владата на Тереза Меј се обидува тоа да го пролонгира до 24 мај, а во меѓувреме да успее да се договори за тврдата граница, односно во Брекзитот бекстопот да функционира, да нема граница помеѓу Ирска и Северна Ирска која е во британската, нели на британскиот остров, а со отцепувањето на Британија практично би морало да биде таа граница помеѓу Велика Британија и Европската Унија. Предмалку заврши, реков, договорот, разговорот со Јункер, помеѓу Меј и Јункер, и она што е последно е дека Брисел повторно ја одбила Меј. Меѓутоа, се договорија во наредниот период на ниво на експертски групи да се обидат да најдат некое компромисно решение, иако Брисел е дециден и вели, доколку излегувате од Европската Унија нема да имате никакви повластици, нити пак имате некакви привилегии, ќе се бидете земја која не е членка на Европската Унија, што значи дека нема да имате ниту царинска унија, ниту да имате било какви поволности што ги имавте дека бевте членка. Она што е исто така важно е дека лидерот на опозицијата, на британската опозиција Корбин денеска и се закани на Тереза Меј и рече дека владата ќе биде поддржана доколку покрај ирската граница се преговара и за така наречената царинска унија. Лондон сака и бара да остане во царинската унија на Европската унија, во царинската унија со европските земји, иако ќе ја напушти Европската унија, што за Брисел е неприфатливо. И она што уште сакам да кажам, веројатно режијата ќе ја пушти и снимката. Голема е нервозата и во Брисел, но и во Лондон, поради овој Брекзит, бидејќи работите не идат баш најдобро, можно е Британија да излезе без никаков договор, што може да дојде до сериозни последици во самата Велика Британија. Денеска при доаѓањето на Тереза Меј во Брисел, имаше немил настан кога еден од демонстрантите кои демонстрираат или протестираат против одлуката на Меј да го истурка Брекзитот до крај, излета пред автомобилот на премиерката, за малку ќе беше прегазан, но беше тргнат од обезбедувањето и сето тоа помина некако без жртви, но ми беше поентата дека ова е само уште еден доказ колку европјаните и пред се британците се нервозни и мислам дека е подигната нервозата до крајни граници, доколку не се договорат Британија да излезе од Европската унија без никаков договор. Имаше изјава од претседателот на Европскиот совет Доналд Туск исто по однос на оваа тема, дека има посебно место во пеколот за тие кои што го поддржуваат Брекзит без конкретен план што после тоа. Токму со едната од таа што го поддржува Брекзитот и што самиот Туск и најде место во пеколот, во моментов веројатно се среќаваат и разговараат, малку невообичаена изјава. Изјава која не ми доликува на жестока. Да, дипломат, како колнење што би рекле во нашиот народ. Но они денеска преговараат, ќе видиме како ќе заврши сето тоа. Но тоа е само доказ колку и европјаните, пак ќе повторам, и британците се нервозни, бидејќи овој Брекзит очигледно одлуката Британија да излезе од Европската унија беше непромислена и за Лондон, но и за Брисел, бидејќи стварно немаат план Б што ќе биде по 29 март. Остануваме на европско тло, жолтите елеци. Предизвика тензија меѓу Франција
и Италија. Дипломатска тензија покрај оние улични протести и оние социјални тензии кои ги прават повеќе од 12 недели, жолти телеци предизвика и дипломатски инцидент, би рекол, помеѓу сојузниците Рим и Париз или Италија и Франција, сојузници земји членки на Европска унија, земји членки на НАТО, имено одлуката на вице-премиерот на италијанската влада, кој заедно со својата партија одлучи да отиде во Париз да се сретне со представниците на жолти елеци, ги налути французите, кои денеска го повлекува својот амбасадор од Рим на консултации. Идејата на италијанскиот премиер беше да се поврзе со жолтите елеци за предстојните европски избори, бидејќи излегува анкетите велат дека жолтите елеци во моментов се трета политичка сила во Франција и дека за нив повеќе од 60% од французите ги поддржуваат со нивните дела што ги прават по улиците, односно нивната борба за социјални права, за средна класа, за намалување на бројот на богатите, за поголем број на средната класа во Франција. Италијаните тоа го видоа, го проценија и се обидоа да стапат у контакт со представниците на жолтите елеци со цел да се подготват за заеднички настап на предстојните европски избори. Инаку проценките велат дека жолтите елеци би можеле да влезат со своји представници во Европарламентот во изборите кои се закажани некаде за мај. Да, тоа ми беше прашањето, дали се реални стравовите на француските власти дека можно е жолтите елеци да преминат во некое политичко движење со оглед на тоа што бројката покажува дека има доста поддршка меѓу француските стравуваат, бидејќи имаат анкетите укажуваат на голема поддршка. И француските власти се обидоа со контра протести, се обидоа со имавме изминатата недела критики до француските власти за бруталноста на француската полиција во разбивање на демонстрантите. Да потсетам дека француската полиција измисли специјални пиштоли со гумени, мислам дека беа гумени топки, да ги растеруваат демонстрантите, при тоа ослепеа луѓето кои беа погодени со тие топки, мислам дека десетина луѓе останаа без очи, што беа дополнително критикувани француските власти за бруталноста во разбивањето на мирните протести кои се случуваат на улиците на Париз. Сега има нова димензија, жолтите елеци покрај социјално движење може да станат и сериозна политичка сила. Повторно ги кажам, анкетите укажуваат дека над 60% од французите ги поддржуваат жолтите елеци. Некој тоа го препознава како што е Италија, веројатно гледаат во нив политичка сила и можност нивниот рейтинг да биде пренасочен, тие да влезат во Европскиот парламент. Доколку влезат во Европскиот парламент, актуалните француски власти сериозно ќе имаат проблеми во политиката која ќе се креира и за Франција и за Европската унија. Ајде на крајот накратко само да го споменеме и веста за тоа дека Русија е подготвена за преговори за нов нуклеарен договор со Соединетите Американски држави. Да, тоа е денешна вест. Москва денеска соопшти во обид да ги намали тензиите помеѓу Вашингтон и Москва, особено тензиите во Европа, бидејќи покрај жолтите елеци и Брекзитот, Европа се соочува и со можна опасност од евентуална нова студена војна, бидејќи Доналд Трамп како американски претседател се повлече од нуклеарниот договор за неширење на балистички ракети, нуклеарни балистички ракети од мал и среден дострел, се повлече од тој договор, постигнат во 1987 година. Москва автоматски рече чим се повлекувате вие, се повлекуваме и ние, а најголема жртва во тоа веројатно ќе биде Европа, бидејќи Соединетите Американски држави имаат распоредено своји сили во Европа, а Русија е тука нели на границата во Калининград кај Германија, така да почна полека трката на вооружувањето. Москва денеска излезе и рече, ние ќе направиме, сме подготвени да направиме нов договор околу неширење на нуклеарното оружје за мал и среден дострел, но тоа мора да се согласат и во Вашингтон. Инаку забелешката на Москва е дека тој заштитниот ракетен штит што е распореден во Романија и во Полска може да носи боеви глави, а тоа е опасност за Русија и пред се за Москва и околните градови во Русија. Андоновиќ, ти благодариме за анализата. Почитувани гледачи, останете со програмата на 1 ТВ по кратка пауза од неколку минути. Повторно ќе се вратиме во студиото со нови интересни гости.